Здраво на сите, добредојавте на каналот Кладилница анализи и типови. Еве не во уште еден подкаст, денеска сме петок, ден пред викенд. На програмата имаме неколку интересни надпревари одборно за вас. Започнуваме од втората Бундеслига или Цвајта, каде што на програмата се игра 17-тото коло. Од 18 часот и 30 минути се среќаваат екипите на Шалке и Гројтерфурт. Шалке се наоѓа на 13-тото место со 19 освоено бодови, гол разлика 29 дадено и 33 примено, додека пак екипата на Гројтерфурт се наоѓа на 4-тото место со освоени 28 бодови, гол разлика 25 дадено и 18 примено. Шалке на последните два надпревара забележа победа, на гости кај Хаза Рошток 0:2 и на домашен терен против Оснабрик 4:0, додека пак екипата на Гројтерфурт во претходниот надпревар ремизираше дома 1:1, а победи ремизираше против Магдебург, а победи на гости кај Брауншвајг со 0:1. Мислам дека ќе имаме погодоци на овој надпревар и мој тип би бил 3+. Од германската прва лига или Бундеслига имаме еден надпревар за вас. Тамо на програмата е 15-тото коло. Се среќаваат екипите на Борусија Менхенгладбах и Вердер од Бремен. Борусија Менхенгладбах се наоѓа на 10-тото место со 16 освоени бодови, гол разлика 28 дадено и 31 примен погодок, додека пак Вердер Бремен се наоѓа на 12-та позиција со 14 освоени бодови, гол разлика 20 дадено и 27 примено. Екипата на Менхенгладбах во претходниот надпревар загуби на гости кај Унион Берлин со 3:1, додека пак екипата на Вердер Бремен на домашен терен беше успешна против Аусбург со 2:0. Борусија Менхенгладбах на последните три надпревара на домашен терен има 3 победи, против Хофенхайм 2:1, против Волсбург 4:0 и против Хайденхайм 2:1. На домашен терен Менхенгладбах игра многу добро во последните три надпревара. Мој тип би бил тим 1-2+. Од Италија серија А, тамо се игра програмата 16-тото коло, од 20 часот и 45 минути за вас го добравме дуелот помеѓу екипите на Дженова и Јувентус. Дженова е 14-та со 15 освоено бодови, гол разлика 15 дадено и 20 примено, додека пак Јувентус се наоѓа на второто место со 36 освоено бодови, два помалку од лидерот Интер. Гол разлика 23 дадено и 9 примено. Екипата на Дженова во претходниот надпревар загуби на гости кај Монца со 1:0, додека пак Јувентус го доби дербито на домашен терен против Наполи со 1:0 со голот на Гати во второто полувреме. Јувентус тука е фаворит, јас би одиграл X2 со 2+. Се селиме во англиската премиер лига, каде што на програмата е 17-тото коло. Од 21 часот се среќаваат екипите на Нотингем Форест и Тотенхам. Нотингем Форест е 16-ти со 14 освоено бодови, гол разлика 17 дадено и 28 примено, додека пак Тотенхем е 5-ти со 30 освоено бодови, гол разлика 33 дадено и 23 примено. Екипата на Нотингем Форест на претходниот надпревар ремизираше кај Вулверхемптон со 1:1, додека пак Тотенхем конечно после 3 пораза и еден нерешен резултат победи на домашен терен против Тотенхем со 4:1. Овдека Тотенхем е благ фаворит, мислам дека ќе продолжи со победничката серија и мој тип би бил тим 2-2+. И последниот надпревар што го одбравме за вас, тоа е дуелот од француската Лига 1, каде што на програмата е 16-тото коло. Од 21 часот се среќаваат екипите на Монако и Лион. Монако е трет со 30 освоени бодови, гол разлика 31 дадено и 20 примено, додека пак Лион е закован на последното 18-то место со само 10 освоени бодови, гол разлика 14 дадено и 27 примено. Монако игра доста добро оваа сезона, на претходниот надпревар победи на гости кај Рен со 1:2, додека пак Лион конечно
победи после толку надпревари на домашен терен против Тулус од 3:0. Овдека мислам дека ќе имаме погодоци, мој тип би бил 3+. Ако имате вие ваш некој тип, може да оставите во коментар. Ова беа моите типови за денеска. Ставете лайк, ставете сабскрајб, поздрав и се најдобро.